Ке се менуваат имињата на две катни гаражи во Скопје. На следната седница на Советот на градот Скопје, советниците ќе расправаат за предлогот за преименување на гаражите Македонска фаланга и Тодор Александров. Според предлогот на град Скопје, гаражата Македонска фаланга, лоцирана на улицата Свети Кирил и Методи, во близина на трговскиот центар Амстор, ќе се вика 26 јули, по повод 55 годишнината од земјотресот во Скопје, како и зачувување на историјата на градот. Гаражата Тодор Александров, пак лоцирана на улицата Даме Груев, се предлага да се преименува во Беко, поради зачувување на урбаниот топоним кој потекнува од поранешната стоковна куќа Беко. Името 26 јули е еден пример за вреднување на историјата и на имињата кои потекнуваат од обновата на Скопје по земјотресот на 26 јули во 1963 година. Додека пак името Беко е според стоковната куќа Беко што постоела во минатото, а Беко се уште се користи меѓу луѓето како ориентација. Од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на почетокот на својот мандат враќање на старото име беше најавено и за универзалната сала, која од претходната локална власт беше преименувана во Конгресен центар Александар Македонски. Што се однесува за промена и враќање на старите имиња на улиците и објектите низ градот, прашавме во град Скопје какви им се плановите и дали ќе продолжат со преименување. Оттаму ни одговорија дека работат на постапката за враќање на имињата на улиците и другите топоними во Скопје. Сепак станува збор за бавен административен процес, каде нема простор за брзање и импровизации. По завршување на сите законски и техничко-административни постапки, финалната одлука ја носи Советот на град Скопје. Велата од град Скопје за Прва Скопска. Инаку промената на дел од имињата на улиците во главниот град започна во 2013 година. Дел од улиците кои добија нови називи беа улицата Маршал Тито се преименува во улицата Македонија, улицата Митоха Веселев Јасмин сега се вика Свети Кирил и Методи, Водњанска во Мајка Тереза, улицата Стив Наумов и војвода Васил Аджиларски во Филип II Македонски, а улицата Салвадор Алјенде на Водно во Тодор Александров, Бихаќка во Павел Шатев, Ленинова во Дебармало беше преименувана во Аминта III, но жителите се уште викаат Ленинова. На еден брифинг со новинарите, Шилегов рече дека неговата улица од Мексичка била преименувана во Петре Пирузе, кој бил прв министер за правосудство на Народна република Македонија. Но со преименувањето се губи хуманитарниот момент дека оваа улица го добила името како благодарност до Мексико за дадените донации по катастрофалниот земјотрес во Скопје.